Благодарам, колега Мисовски. Почитувана колешки, внимателно го слушав вашето излагање во однос на предлог буџетот за 2020 година и навистина се потрудив да размислам дека тоа е така. Но не може, вие дефинитивно живеете во некој друг паралелен свет. Се обидов навистина да размислам и да видам дали она што го говорите има било каков допир со реалноста. Нема, за жал. Кажувате во вашето излагање дека несигурноста, одам на ваш терен, несигурноста со снабдувањето со лекови сега веќе ја нема. Па во последните 10 години, се извинувам, ќе можете да дојдете на контрареплика и да се дообјасните, затоа што е тешко да се извадите од калта за она што го кажувавте и што не кореспондира со реалниот живот во Република Македонија. Во последните 10 години поголема несигурност во снабдувањето со лекови нема. Еден куп лекови фалат во аптеките, а вие говорите дека носите закони со кои што се намалува, односно веќе ја нема несигурноста кај граѓаните за снабдување со лекови. Сите тие што ја слушаат нашата дебата им е јасно дека тоа не е така. Сега според вас загадувањето е глобален проблем, а тоа што сите ваши функционери излегуваа со газ маски, дека владата на ВМРО ДПМН ништо не правела за загадувањето, а денес имаме енормно загадување, најголемо измерено во целиот свет во Република Македонија. И сето тоа е во контекст на глобалното загадување. Сега е во ред, тогаш не чинеше. Ќе надминете разочараноста кај сите граѓани, како да не. Дека се разочарани граѓаните, во тоа се согласуваме. Но дека оваа влада со овој концепт, со овој буџет, кој што кога секој од страна ќе погледне и ќе види што ни се случи на 24 декември 2012, кога со вашите постапки како тогашна опозиција ги миниравте процесите за добриот извештај кој што следуваше за Република Македонија, за буџет кој што ми се чини тогаш беше во висина од 2,6 милиарди евра. Сега за 4 милиарди евра секој кога ќе го погледне, повеќе ни е одјасно дека станува збор за буџет предизборен, кој што веројатно има проекција да издржи до април. А после ќе му ја мислиме. Ако ги излажеме граѓаните, во ред. Ако не успееме, нека му ја мислат тие што ќе дојдат на власт. Таа ви е дефинитивно поентата.